Поштувани граѓани, се наоѓаме на продолжението на остварувањето на второјунскиот 15-јулскиот договор од Пржино, кој што договор на крајот треба да заврши со оставка на Никола Груевски, избор на преодна влада и после долго време организирање на фер и демократски избори во Република Македонија. Носењето на овој закон не значи дека работата е завршена. Бидејќи ова не е крајот. Ова не е ниту почеток на крајот. Ова е само крај на почетокот. Борбата за демократизација и нормализација на Република Македонија е императив на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, меѓутоа и на целокупната демократска јавност. До исполнување на оваа борба нема да престанеме. Во иднина, допрва ќе се соочуваме со уште многу предизвици. Допрва треба да се исполнат стандардите и условите од изборното законодавство и онаму каде што сте најосетливи во медиумите. Овој закон е повеќе од она што можеби многумби не очекуваа, бидејќи со него не се бира поединец специјален јавен обвинител. Со него не се бира нити определен број на специјални обвинители. Со овој закон се бира посебен орган, наречен јавно обвинителство за гонење на кривични дела, поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Начинот на избор на овој јавен обвинител ја гарантира независноста во неговата, односно незината работа. Овој јавен обвинител, односно предлогот за овој јавен обвинител се утврдува со двотретинско мнозинство. Предвидена е отчетност на секој 6 месеци и од повикувањето исто така треба да биде со двотретинско мнозинство. Доволно аргументи кои што гарантираат дека луѓето кои ќе работат на оваа проблематика ќе бидат оставени слободно да можат без закана по нивната кариера да ја завршат работата за која што сме ги избрали. Еден подсетник само за неверните томи дека ова не е добар закон. Предмет на овој закон, односно предмет на работа на одомакинето во македонскава јавност, специјалниот јавен обвинител, ќе биде неовластеното следење на комуникации извршено во периодот помеѓу 2008 и 2015 година, вклучително, но не и ограничено на аудиоснимките и транскриптите поднесени до јавното обвинителство пред 15 јули 2015 година. И тука мислам дека ги завршуваме сите прашања што ќе биде предмет делокруг на работа на јавното обвинителство. Она што е многу побитно за нас како Социјалдемократски сојуз и Здружена опозиција е всушност дека ваквиот избор представува стимул, меѓутоа во исто време и повик од страна на Социјалдемократскиот сојуз до сите вистински професионалци во државните институции на Република Македонија да се охрабрат, да не се плашат повеќе и во целост да се посветат на својата законски предвидена работа во рамките на своите законски ингеренции. Но, истовремено, носењето на овој закон представува и сериозна опомена и предупредување кон сите партиски послушници да престанат слепо да ги исполнуваат партиските наредби, затоа што доаѓа време кое ќе покаже и докаже дека криминалот на носителите на високите државни и партиски функции е неисплатлив бизнис за кој што дебело ќе се одговара. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во целост ја охрабрува господја Катица Јанева смело, храбро, одлучно и безкомпромисно, но и што е можно побргу да ја започне
и успешно да ја спроведе и заврши својата света мисија за конечно расчистување со криминалот на актуелната власт во Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во целост го става на располагање сиот свој човечки, меѓутоа и политички потенцијал за оваа нејзина мисија, со конечна цел Република Македонија еднаш за секогаш да стане нормална, демократска, европска држава во која што ќе заживеат нормалните европски стандарди и норми.